Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 136-то издание, односно специализирана радиоемисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за британска ТВ серија, која се базира на еден многу значаен истоимен филм, кој беше главен мотиватор за визуелната естетизација на мојот краток филм Слобода, односно начинот на кој што беше снимен во една просторија во континуиран кадар, па истата продукција реши да ја прошири приказната 6 месеци по оригиналниот филм, за да може да погледнеме што се случило од како се прелоцирани да работат во друг ресторан готвачите од иницијалниот ресторан и како се носат со предизвиците со кои што секојдневно се соочуваат на тоа место, додека предводникот на односно протагонистот кој што мора да се соочи со егото на надувување кое го поседуваат сите раководни шефови од оригиналниот филм, кои го занемаруваат при доањето на нивните помошници, е ставен на страна за потребите на серијата, меѓутоа тука имаме друг кој што треба да застане во неговите чевли и треба да се соочи со потребата дека кујната мора да функционира како сумирање на сите елементи, односно деловите од подмачканата машина кои што мора да соработуваат едни со други за да може да се добие саканото јадење кое сте го нарачале од мениито на времено, така што приготвено се разбира како што би сакале, така што затоа серијата остава малку повеќе простор за подобро да се запознаеме со тоа што им се случува на ликовите пред и по завршувањето на работната смена во ТВ серијата Boiling Point, која што е работена за BBC, за која што ќе ви говорам во денешното издание на ТВ 103, кое го започнавме фуриозно со повратници во емисијата малтене, односно со две композиции кои што се наоѓаат на новиот студиски албум од великаните High on Fire, односно бенд предводен од Мет Пайк, односно човекот кој што го знаете како составен дел од бендот Sleep, кој го издавала нивниот нов студиски албум, од кој што ги слушнавте двете композиции, кој што гласеше Comet the Storm. Тоа е нивен 9-ти студиски албум, издаден по Electric Messiah, кој што беше од 2018 година, односно Comet the Storm е издание на MNRK Heavy, од кој што имавте можност да ја слушнете композицијата Lamsbread и Burning Down, и во продолжение ќе ја слушнеме Trismegistus, така што слушаме моќните рифови на ова екипа, односно ова моќно трио кое што доаѓа од Оукленд, односно од Калифорнија, така што почнавме со моќен слачи стонер призвук кој што доаѓа од Калифорнија. А доколку вие сакате да дознаете како функционира работењето во кујна во ресторан, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, каде се крие притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Јелески, а вие останете вклучени. Започнам програмата на ТВ 103. Boiling Point е британски мелодраматичен мини-серијал создаден од страна на Джеймс Камингс, кој е автор на краткиот и на долгиот филм со тоа име и пред се сценаристе на Accused. Продуцирана е ова ТВ серија за BBC One и може да се гледа на нивниот iPlayer, што значи дека не можам да го пласирам низиното место во стриминг војните со оглед на тоа што станува збор за национална телевизија, но бретко покриван серии од нејзино производство, од проста причина што имаат една барем за мене неинтригантна формулаичност, особено кога се во прашање крими сериите, која ме вади од такт и немам трпение да гледаме нолични продукти кои ги репродуцираат без престан, како што се, например, криминалистичните ТВ серии кои што ги создава, односно кои што се продуцирани за потребите на BBC, од кои што ова одскокнува. Од минатата година од нивната продукција покрај Boiling Point ги гледав и Red Rose и Inside Man,
односно серии кои се во копродукција за стримерите Amazon и Netflix, така што тие знаат да откупат дел од тоа што би било под диверзитетен избор наменет за пошироката гледачка публика, која и не е заинтересирано само за убиство кое се случило во некое си блато, во некое британско селце, и детективот кој ќе се обиде да дознае како убиството било несреќен случај или убиецот е дел од семејството на починатиот. Значи, надвор од овие конвенции, преферирам сериите пред секој што се создадени на BBC, односно именно по Boiling Point BBC ги продуцираше The Reckoning, Boat Story, која што е работена во соработка со Amazon, Murder is Easy, The Way, This Town, Borders, Things You Should Have Done и New York, од кои само Boat Story би ја погледнал, и како што ви посочив, на вистина вреди исклучиво тоа што се има пробиено на западниот пазар кај стримерите, за да се земе предвид, како што се нели епизодите кои што ги правев претходно во рамките на ова емисија за Dave и за Our Flag Means Death, кои се продуцирани од BBC, ама се во собственост на стримерите за западниот пазар. Серијата брои 4 едночасовни епизоди, кои што започнаа со емитување на 1 октомври и завршија на 22 октомври, односно недела за недела се емитува и не беа достапни за гледање кога се емитува, па по нивното завршување кога ги ставија на стриминг сервисите стана достапни за еден куп, кога беа ставени барем на куп серијски деликатес по кој што уживав, со тоа што ги преполовив и ги гледав на 2 дена, за да можам подолго да ми трае пред се задоволството гледањето на епизодите, иако се гледа во едно седнување за викенд, со тоа што топла препорака е да инвестирате претходно 90 минути за гледање на истоимениот филм, затоа што веќе таму се воспоставува меѓусебниот сооднос помеѓу ликовите, и кога почнав да ја гледам, многу брзо знаев кои се нивните предсе специфики, доблести и мани, па ако го немате предзнаењето од динамиката во кујната од филмот, може би ќе ви треба подолго време да се навикнете на старите ликови, но и на новите, се разбира, кои се појавуваат во ТВ серијата, така што за ваше добро и моја препорака е да погледнете филмското ремек дело претходно, само 90 минути ќе ве чини тоа од вашиот живот, меѓутоа ќе биде едно убава преамбула за сето тоа што ќе следува во оваа ТВ серија. Действието се одвива 6 месеци по настаните од оригиналниот филм, односно откако се случува алергиската реакција во првичниот ресторанот, каде што е избркан од работа шефот Енди, глумен од Стивен Грем, па ја гледаме неговата помошничка Карли, како сега е раководна во кујната во Point North, која наместо со навреди, како што умееше Енди да ја предводи неговата кулинарска чета, таа со почит и замолување пред се раководи со нив, но тоа не значи дека во нејзино отсуство нема да започне да се струшува воспоставената динамика, и без разлика на успешноста на ресторанот, тој е во загуба веќе неколку месеци, односно тоа не е зависно од тоа Карли што нема видено слободен ден и нејзиниот приватен живот е речиси непостоечки. Од нејзиниот бизнис партнер дознаа дека ќе мора да донесе одлука да се отпуштат дел од вработените, со тоа колку таа се соживува, може да погледне и самиот гледач, односно да се поистовети со оваа одлука, толку затоа што и тој ќе биде поврзан колку и неа, имајќи можност да дознае дека животот им зависи од оваа работна позиција, па дел од нив работат и втора работа, само за да може да се издржат во таа борба за екзистенција. Карли е таа која постојано се соочува и со себе си со предизвикот да направи подобар рецепт, да ја раководи подобро екипата во кујната, за да биде испораката на храната на завидно ниво, а сепак да го задржи тој северњачки традиционален начин на готвење, како што таа го прокламира, кој очигледно за финансиерите и не е многу примамлив, ама поради тој стил кој што таа го негува во готвењето, доаѓаат тие лојални клиенти, колку и да ги има, ама ликови кои едва се издржуваат себе си и фамилијата, и поради тоа настанува таа финансиска немоќ, поради која
страдаат членовите од семејството во кое што е вклучено и Карли и останатите нејзини соработници. Меѓутоа има лик кој не може да го поднесе, на пример, стресот тука, има и анксиозноста од предизвикот да се создаде совршеното јадење, па се ги сече своите вени, има ликови кои се непристојни кон колегите во кујната, има еден екосвет во кој треба да научат да соработуваат еден со друг ако сакаат да произведат храна и пред се го одржуваат во живот ресторанот. А ликот на кој глуми Грем цела сезона се вртка наоколу, оди на лечење од зависности, не ни готви, туку буквално јаде замрзната храна, комплетно губејќи ја искрата за создавање на кулинарска перфекција во приготвување на неговите специјалитети. Хаосот секогаш преовладува во кујната, затоа во гарнизонот мора да постои раководно лице кое ќе диригира како да се справува функционалноста, односно како да биде функционално четата и како да се справува со предизвиците, опремена со кујнските апарати, затоа што мал момент на невнимание е потребно и целата кујна да се вивне во пламен, како што беше случајот со погрешната нарачка која предизвика хаос во филмот, која е предвестник на действието од серијата. Во октомври 2022 година е нарачена серијата од страна на BBC, во јануари 2023 почна со снимање во Манчестер. Boiling Point е британски пандан на американската ТВ серија The Bear. Кога говорам дека е пандан, го мислам истото, затоа што има дводимензионални ликови, односно се дава доволно простори на споредните ликови да дознаеме што им се случува надвор од кујната, за кога ќе стапнат во кујната веќе да знаете на што се должат нивните одлуки и што им претходи на донесувањето на истите, така што квалитативно мене ми е буквално рамо до рамо со The Bear. Серијата имаше и една номинација за престижните награди BAFTA. Правиме тука една кратка музичка пауза, имено продолжение ги слушаме Iron Blanket. Значи, ако започнавме од Калифорнија, ќе се преселиме накратко во Лондон, односно во Обединетото кралство, каде што овој стонер рок бенд со силен пуснински призвук, со гранч елементи, со психоделични влијанија, го издадува нивниот студиски албум Astral Wanderer, од кој што ќе имаме можност да слушнеме композициите Evil Mind, Mystic Goddess и Witch's Kiss, така што ги слушаме продолжение Iron Blanket и потоа се враќам во етер да ви говорам за актерите и актерките, односно логите кои што ги имаат во оваа ТВ серија. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 136-то издание, посветено на ТВ серијата Boiling Point, а во овој сегмент сакам да продискутирам за улогите, односно актерите, актерките кои што ги имаат во оваа ТВ серија и неколку специфики кои што сметам дека се значајни за проследување на оваа ТВ серија, која што ја предводи Винет Робинсон, односно не ја знаете од филмот Lazarus Project, од глумеше во една епизода на Black Mirror, како и во епизоди од ТВ серијата Доктор Ху, таа ја глуми Карли, таа е главниот шеф на Point Nord, која му беше помошничка на Енди во неговиот ресторан и погледна како не треба да се работи под милитантен режим од негова страна, па затоа е благодарна на незината свита под постојан притисок, нели, да ја раководи кујната, иако ресторанот е пред банкрот, а незината мајка и вика, уште ќерко ќе се занимаваш со ресторанот, фати да работиш саглам работа, како и секоја мајка што би кажала на својата ќерка, и покрај сите притисоци, Карли не може глава да крене, а не па да си најде момче или девојка, или што и да посакува да биде покрај неа, со оглед на тоа што работата и презема буквално секој сегмент од незиното постоење. Како незин антипод е Стивен Грем, кој што имавте можност да слушнете предходниот блог, односно не го знаете од This is England и од Peaky Blinders, тој глуми Енди, поранешен шеф на Jones & Sons, односно така се вика ресторанот каде што работеа и Карли и незината екипа, кој се однесуваше како Гордон Ремзи со вработените и името е аналогно и на реалити шоуто кој што го имаше самиот
готвач, додека се пијанчеше и другираше на работа за да биде во тек со предизвиците, додека не сервира храна на која што е алергична. Една од клиентките заврши во болница и пред се предизвика скандал, кој ќе го остави без работа, па цела сезона го гледаме како оди на група за одвикнување од зависности по срцевиот напад кој што ќе одоживее, си има откажано од готвење и има преголемо его за да побара помош, например, од Карли, иако неколку пати се обидува, на крајот дури тоа ќе го постигне со тоа што е пасивен пред се во рамките на ова сезона, заради тоа што си има простор си зема за да може да размисли за неговите одлуки кои што ги има донесено. Во серијата се појавува и Стивен Ог, го знаете него од The Walking Dead и од Better Call Saul. Тој глуми Ник, односно тој е сус-шеф во хиерархијата на кујната, тој е помошник готвач, кој е под рангот на главниот готвач, односно новодојденец во екипата кој треба да се навикне на динамиката, а со себе носи навики од француски ресторан, се наметнува на една готвачка помошничка која не сака да биде допрена од негова страна на работното место, што создава токсична работна средина со еден реваншизам помеѓу нив, и останатите колеги го избегнуваат поради преаторското однесување и него ни повикуваат на забавите по работното време, така што тој со неговите одлуки секогаш ќе биде надвор од кружокот кој што се наметнува на работното место. Хана Уотерс ја глуми Емили, таа е главна за сладките, односно за одсекот на благо, таа е условно кажано мајката на кујната која е заложена за сладките, и нејзиниот помошник го третира како син, па затоа ја боли кога ќе реши да си нанесе физичка повреда на себе си. Реј Пантаки, кој што го знаете од EastEnders, од Колет, од Gangs of London, го глуми Фримен, тој е сус-шеф на Карли, кој што нема да го толерира неблагодарниот третман од Карли под притисок и ќе се врати да работи во Джонс и синовите. А Ник е неговата замена, а не помошник од Болтон, кој што посмета, например, дека е подготвен да биде сус-шеф, меѓутоа Карли не мисли така што е заменет Фримен со Ник. Гери Ламонт, кој што го знаете од I Hate Suzy, од Outlander и од North Water, тој е глуми Дин, односно тој е менаџерот на ресторанот Point North, кој е лицето на предниот дел од ресторанот, кој е дружелив, забавен лик, кој само сака да се забавува. Ейн Роуз Дейли, односно ја знаете неја од Том Кленсис Джек Рајан, таа ја глуми пред се Робин, односно келнерка која сака да биде актерка, девојка на Били која исто така си има одлична арка со кроновата болест која што ќе ја спречи да биде составен дел од една аудиција. Потоа го имаме Били кој што глуми Тас Скайлер, односно не го знаете од One Piece и од The Lazarus Project. Тој е шанкерот, флертувач кому Робин му е девојка на која тоа не и се допаѓа, неговото флертување кој што го прави за бакшиш. Потоа го имаме Джейк, тој го глуми него Даниел Ларкаи, го знаете од Split Soul. Тој е мијач на чини кој има одлична арка за неговата ќерка и обезбедување на средства со двете работи кои што ги одвива една по друга за да може да ја овозможи да оди на една екскурзија. Потоа Стивен Макмилан, го знаете од North Water, од The Lesson и Deadshot. Тој глуми Джейми, односно тој е готвачот на сладки кој е перфекционист и под притисок ќе нанесе штета на себе си, не може и ќе се справи со менталното здравје и ќе си ги пресече вените во кујната, кој ќе се врати кон крајот на сезоната правејќи ја свадбарската торта за која ќе добие аплауз. Хана Трейлен ја глуми Холи, таа е исто така заложена во кујната за помагање околу миењето на чиниите, која на Джейк му ја има најдено работата и поради немањето пари на ресторанот ќе мора да се менуваат во смени, а ресторанот неизбежно е дека има потреба од мијачи. Изука Хойле, која што ја знаете од The Wheel of Time и од Big Boys, ја глуми Камил.
таа е француска готвачка, повратничка во серијата, која се мачи да се справи со како французинка во англиска кујна и го приготвува пред се зеленчукот за самите декорации, односно за самите порции, и си има проблем со ник за справување со него. Стивен Обудола го знаеме од The Sandman и од Holby City, го глуми Џони, тој е новиот готвач кој нема искуство, но е тазе татко, па мора да донесе пари дома, како што знае и уме, а неговата неспособност за готвење е воочлива, ама е трудолюбив и сака да научи. На Карли секоја помош ќе и биде добре дадена од кујната. Тука го имаме и Шон Фаган од Malpractice, кој што го глуми Болтон, еден арогантен и самобендисен готвач кој сака да се шегува на туѓа сметка, кој поради тој свој темперамент никој не го почитува и самиот знае дека е шупак кој што компензира на просперитетот со навреди, кој нема да може да соработува со новиот помошник готвач, кој ќе ја земе позицијата која тој смета дека ја заслужил и ќе биде дури и прикажан во епилогот како самотник на забавите. Джоел Маккормак од Ready Player One и Fast and Furious го глуми Лајам Астрид, тој е бизнисменот зад Point North, нов лик во серијата кој се мачи да обезбеди нови инвестиции во ресторанот на сметка на промената на стилот, нели, на готвењето на кој што инсистира и кој се мачи да и каже на Карли дека се пред банкрот. Ахмед Малек од Outsider Bloodline го глуми Муса, новиот, односно нов шанкер кој што работи заедно со Били во предниот дел на ресторанот. Кейти Тајсон, која глуми Вивиан, таа е мајката на Карли, која и оди на нерви поради незиното постојано пребарување на внимание и навреди дека работењето во ресторан и не било работа. И само да ги напоменеме тука Миси Хейсон како Кит, таа е ново работена во предниот дел од ресторанот, лик кој е non-binary, и тука ги имаме Нейтан и Сол глумени од Хенри Мередит и Сокхо Трин. Доста ликови од кои што може би келнерите нема доволно простор за запознавање, затоа што действието е пред се префрлено во самата кујна, а во поглед на спецификациите на оваа ТВ серија, за жал нема најава, само фейдина од како ќе погледнете што се случувало претходно. За жал секоја серија не смее да ја пропушти можноста за да содржи некаква си едноминутна најава. Според мене имаме 4 епизоди, 6 сценаристи на нив не подлегнува на американските закони, што значи дека не треба да исполнува никаква минимална квота со минимум број на сценаристи и продуценти, иако 5 сценаристи со 11 продуценти мислам дека има серијата, така што во секој случај ги исполнува дури и американските стандарди. Со оглед на тоа што има 4 епизоди, режисери се Мунија Акл од 2 епизоди и Филип Барантини исто така 2 епизоди има режирано, со тоа што има континуитет на кој што треба едниот на другиот да се надоврзи. Музиката е работа Арон Меј и Дейвид Ридли, со тоа што е меланхолична кога ја гледаме депресијата на Енди со ламентирачко пијано, а додека се одвива хаосот во кујната може да слушнеме по некоја мелодија за подгревање на амбиентот со миниатурни партитури. Меѓутоа, за жал, немам на располагање скор за оваа серија за емитување во рамките на емисијата. Се надеваме дека ќе одобиеме тоа во некаков си наредно издание, доколку добие серијата свое продолжение. Погледна сценографијата, имаме кујна, имаме депресивни домови на ликовите, кои што се обидуваат на еден или друг начин да компензираат за празнината во нивниот живот. Погледна фотографијата, Метју Луис е директор на фотографија, има јасна колор палета, оставајќи ја кујната во студените сини тонови, а предниот дел од ресторанот во топлите бои од светлото кое што продира во интериерот. Една серија која се базира на филм во еден кадар, мора да содржи барем дел од таа естетика, што не може целосно да се снима на тој начин, така што првите 10 минути се еден долг кадар без рез на влез и излез по ресторанот на кој сме навикнати да гледаме и од самиот филм, така што е доволно симнување на капата на претходно сработеното. Поглед на монтажата, Томи Булдинг монтира 4 со помош на Алекс Фонтен кој што монтира 2 епизоди. Многу ликови имаме, но сепак се остава
доволно простор да се научат нивните соодноси во кујната и надвор од неа, така што во овие 4 сати дознаеме нешто повеќе за постојаното парализирање на действието во Ивон Пойнт Норт. Поглед на мејкап и облека во кујна се знае дека се носи престилка, нема надприродни елементи, хумор и еротика нема. И нема, односно има обид за невкусни шеги од готвачот во кујната, паја по некој бакнеш, меѓутоа се има дури кратко време за тоа, меѓутоа ништо повеќе во поглед на естетизирање на хумор и еротика. Во поглед на ефекти има сечење вени, така што паѓа крв во оваа ТВ серија, а во поглед на употреба на флешбек имаме секвенција од филмот, имаме во поглед на сон што ја мачи Карли во дадена ситуација. Жанровски ова е мелодрама. Стилизираниот јазик на кој што се говори е англиски, меѓутоа имаме и сегменти каде што ликовите кои работеле во Франција има потекло француско, говорот на француски. Поглед на недостатоците, сметам дека е прекратка серијата и не е доволно искористен ликот на Енди во неа, иако има простор тука да се тргне фокусот од него и да се даде на споредните ликови, сепак не треба само да талка во ова ТВ серија. Поглед на континуитетот на епизоди, задржането и со оглед на тоа што се влечка ликот на Енди од депресија помеѓу кадрите, го натежнува тонот, но кратко е време трајањето, така што нема простор да стане досадна серијата, особено не со тешките теми кои што умее да ги обработи, како што е грижата на семејството, професионалниот просперитет визави приватниот живот, зависностите, болестите и себе повредувањето. Поглед на гледањето на ликовите, фокусот е ставен на Карлија, не на Енди, за промена од филмот, но не само на неа. И споредните ликови си добија засебни сегменти од келнерки до мијачи, начини, и сите имаат простор да ги запознаеме подобро. Поглед на аналогија, ако бараме референци, се базира на истоимениот краток филм и на истоимениот долг филм кој што се работени од истата продукција. Слични серии на неа секако дека се веќе спомнатата The Bear, потоа Sweet Bitter, This is Going to Hurt, Industry, Roadies, Succession, Julia, Beef, Lessons in Chemistry, Rami, Shameless, Atlanta, Family Business, Happy Endings, Uncorked и се што ќе гледате од реалити шоу со Гордон Ремзи или па до Great British Bake Off, се под влијание на и од ова ТВ серија. Филмови секако дека треба да се напоменат, кои што треба да и погледнете, кои исто така се занимаваат со готвењето, односно борбата за одржување на еден ресторан, какви што се Burnt, Domini, Pig, Chef, Big Night, Love Kitchen, The Dinner, Final Recipe, The Taste of Things, The Restaurant, Food and Country, La Cocina од Берлинале е последниот филм кој што очекувам да биде реминесцентен за готвењето и за рестораните и нивниот приказ. Драматична атмосферата, загарантирана е гледливоста и постигната е убедливоста. Во поглед на епилогот, Енди конечно се пресретна со Карли во финишот, да ја пофали дека е најдобрата готвачка со која што работел, за таа да му каже дека го губи ресторанот и дека треба да им соопшти на вработените кои се блиски во фамилија, кои во монтажна секвенца се прикажани секој како се забавува и кој кај кого се прибира дома, така што не знаеме на крајот дали Енди помогнал на Карли, дали може би има средства да го рефинансира местото, дали навистина ќе се затвори, едноставно не знаеме од тој последен кадар во кој што ја забележуваме неа како самотно се движи низ кујната. Во поглед на еволуцијата, 9 од 10 има оценка оваа ТВ серија од мене, а за продолжение се надам дека ќе допуштат BBC, затоа што има диамант во рацете и не смеат да остават да остане само на мини серијал кој ќе се заборави за некоја година, бидејќи имаат јасно дефинирани и изградени ликови за кои ние грижа и сакаме да знаеме што ќе се случува со нив. А во продолжение на емисијата, известно е дека ќе слушате музика која што ја селектирав јас за до крајот на ова издание, односно во продолжение слушаме Ветераните, бендот кој што
и тоа како е значаен за промовирање на дум стонер и на слач музиката, односно великаните Мелвинс, кои што доаѓаат од Монтесанто од Вашингтон, односно Баз Осборн го со неговата екипа го сними, ако не се лажам, 27-миот студиски албум кој што гласи Тарантула Харт, издаден за Ипекак Рекордс, кој што е издание по претходниот албум, односно Bad Moon Rising, кој што го слушавме во оваа емисија од пред неколку години, односно од 2022 година е овој албум, 2 години подоцна го издава Тарантула Харт, од кој што ќе имаме можност да ја слушнеме Allergic to Food, аналогна на ТВ серијата која што ви говорам во рамките на оваа емисија, и Смайлер ќе ја слушнеме продолжение. Потоа од Вашингтон се селиме за Медфорд, односно во Орегон, каде што музицираат Elk Witch, кои свират heavy psych, stoner rock, со влијание од Doom се разбира сцената, кои го издадоа нивниот нов албум Азимут, од кој што ќе слушнеме неколку композиции. Потоа се селиме во Мец, односно во Франција, каде што музицира бендот Orbis, кои го издадоа нивното долгосвирачко првенче, именувано како Ad Astra, од кој што исто така ќе имаме можност да слушнеме неколку од овие моќни стонер рок, односно повеќе Doom, нагласени Doom творби, и емисијата ќе завршиме со еден од моите помилени модерни стонер рок бендови, односно Oakhead. Од Франција се селиме за Базел, за Швајцарија, каде што овој бенд го издаде нивниот прекрасен нов албум, именуван како XO, од кој што ќе имаме можност да слушнеме две моќни композиции, со кои што ќе го завршиме ова издание на TV103, односно станува збор за моќен инструментален стонер рок со психоделичен вајб, налик Artless, односно пандан еден на друг. Вие го слушавте 136-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, каде детално ја анализирав првата сезона од ТВ серијата Boiling Point. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часови нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!